Почитувани, добар ден, вие сте со црвена линија. Руските сили влегоа во Киев, има улични борби. Илјадници украинци бараат за солништа во бункери. Редици жители стојат пред банкоматите за да обезбедат пари во готовина. Украина го повика населението на општа мобилизација. Киев е опколен, нема како да ги извлечеме нашите дипломати. Амбасадорот Крум Ефремов деновите и ноќите ги минува во скривница, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Украинците во земја организираа протест. Стоп за војната, порачаа тие со солзи во очите. Раскажуваа што им се случувало на нивни блиски кои моментално се наоѓаат во Украина. Поради руската инвазија, 5 милиони украинци би можеле да поминат во странство. Тоа се проценките на Обединените нации. Меѓу 1 и 3 милиони бегалци би можеле да дојдат во Полска, а сценариото што ги вклучува сите други земји е 1 и 5 милиони. Таа е проценката на меѓународната организација. Регистриран е и првиот бран на бегалци. Граничните премини на украинската граница со Полска, Словачка, Унгарија и Романија веќе се пренатрупани. Претежно со жени и деца кои чекаат да напуштат земјата, бидејќи Украина го ограничи преминот на мажи на возраст меѓу 18 и 60 години. Тие се моменталните нови информации, а моменталната денешна главна тема ни гласи: престои ли хуманитарна криза? Дали Европа има капацитет за бегалците од Украина? Тоа значи дека денес заедно со вас, почитувани, ќе зборуваме, ве очекуваме на 023076677 да проговориме за новата тема. А исто така и подсетување за она што ќе го гледате вечерва на Телма телевизија. Вечерва Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути, не пропуштајте. Тоа е вечерва што ќе гледате, а кратко ја подсетам, ние црвена линија поставивме анкета, како секој ден што поставуваме, дали Македонија треба да прими бегалци од Украина. Да, не, имате време до 16 часот и 50 минути да гласате, а нормално после рекламите ние ќе ги покажеме крајните резултати. А одиме и со прилогот кој што се емитуваше во вестите во 15:30, да погледнеме што се случува кога станува збор за бегалската криза и секако македонските дипломати кои што се уште се во Украина. Многу повеќе од нашата колешка Далиборка. Ноќта ја поминале во скривница, а таму им поминува и поголемиот дел од денот. Македонскиот амбасадор во Украина, дипломатот и уште две лица кои се наоѓаат во амбасадата засега не можат да ја напуштат државата, како и останатите македонски државјани кои инвазијата на Русија ги затекна на украинска територија. Најризично е во Киев кој е опколен. Во меѓувреме, УНХЦР соопшти дека 100.000 граѓани на Украина веќе се во бегство и дека се случува значително раселување на населението. Полските власти досега ги пропуштаа само жените и децата да ја поминат границата, откако Украина им забрани да ја напуштат земјата на сите мажи на возраст од 18 до 60 години кои треба да бидат регрутирани. Вчера околу 100.000 луѓе чекале на граничниот премин Медука, близу градот Лвив, но се верува дека околу 1 милион бегалци многу брзо ќе бидат на границата. Електронскиот систем за проверка на пасошите се урнал, а сомневањата се дека бил хакиран од страна на руските власти. Тие што сакаа вчера да влезат во градот Медик во Јужна Полска, на границата чекаа по 16 до 18 часа на студот. Граничните власти соопштија дека 29.000 луѓе влегле во Полска вчера, но не е познато колку биле војни бегалци, а колку пољаци кои се вратиле дома. И на границата со Северна Романија, колонија автомобили чекаа да се качат на траект преку Дунав до градот Исачеи, кој се наоѓа меѓу Молдавија и Црното море. Се пропуштаа само жени и деца, иако повеќе од 10.000 украинци преминале во земјата, само 11 од нив поднеле барање за статус на бегалци во Романија. На украинско-унгарската граница колоната возила со луѓе кои бегаат од конфликт е долга неколку километри. Унгарските власти очекуваат дека бројот на бегалци во нивната земја би можел да достигне до 500.000 луѓе. Од Молдавија соопштија дека во последните 24 часа примиле речиси 16.000 бегалци. Повеќето сакале да продолжат во ЕУ, но најмалку 100 побарале азил во Молдавија. Обединетите нации претходно предупредија дека инвазијата на Украина може да предизвика огромна бегалска криза со околу 5 милиони бегалци. А
во продолжение и најава за денешните разговори, ќе ги вклучиме Сузана Тунева-Пауновска, која што е секретар на Црвениот крст на град Скопје, и нешто подоцна Љубинка Брашнарска, потпарол на УНХЦР или Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации. На самиот почеток ја вклучуваме Сузана Тунева-Пауновска од Црвениот крст. Добар ден и задоволство ни е што ќе проговориме токму со вас на денешната тема. Бидејќи Црвениот крст на Македонија се покажа во бегалските кризи со Косово, Сирија, има ли во моментов бегалци и во Македонија? Да, како што веќе кажавте, навистина Црвениот крст беше водечка агенција во претходните кризи, што е тоа е многу нормално, бидејќи согласно нашата поставеност, законот за Црвен крст, сме помагатели на властите во кризни состојби. Во моментов, Црвениот крст има своји активности се уште на пограничните региони према Грција и Србија. Значи, нашите мобилни тимови се уште се присутни на терен 24 часа, 7 дена во неделата. Рутата Балканска официјално е затворена, меѓутоа, како што и сами знаете, таа никогаш не пристана, нели, постои. Бројката на лица кои што се згрижени од страна на Црвениот крст во изминатата година беше негде приближно 15.000 луѓе, а бројката што ја имаме во соработка со Министерството за внатрешни работи е дека негде околу 30.000 луѓе транзитираа минатата година низ нашата држава кон Европска унија. Исто така Црвениот крст во моментот има своји активности за групите што беа евакуирани од Афганистан и се сместени во неколку хотели во Скопје за околу 300 лица. Црвениот крст е задолжен за заштита медицинска, психосоцијална и социјална активност се додека престојуваат во државата, меѓутоа веќе и започна оние летови кон нивните финални дестинации во Канада. Да, прво пред се, добар ден од мене, а сега на моето следно прашање, односно прво прашање, дали имате податоци за бројот на бегалци кои што ги напуштаат домовите во Украина? Црвениот крст на Република Северна Македонија е во корелација со нашата регионална канцеларија во Будимпешта, меѓутоа сакам да кажам дека во Украина Меѓународниот Црвен крст и Меѓународниот комитет на Црвен крст имаат своји канцеларии и дополнително уште 7 национални друштва од Европската унија, кои што се дели поголеми и работат со Црвениот крст на Украина во останати програми и во моментот се присутни и се поддршка на нашите колеги во Црвениот крст на Украина. Немаме точна бројка за луѓето кои што ја напуштиле Украина, заради тоа што тоа е се уште многу рано за да точно кажеме што се случува таму. Меѓутоа, нешто што сакам да истакнам е дека ние како национално друштво сме дел од целокупната поддршка што ја дадеме кон нашите колеги во Украинскиот Црвен крст, меѓутоа и лицата кои што се во неволја и се наливаат во вакви состојби. Доколку се јави потреба од згрижување на бегалци, дали се подготвувате за одреден број да примеме и кај нас? Знаете како, ние воопшто немаме никаква дилема околу тоа дека ако има потреба да се згрижат лица кои што секако нашата држава ќе ги отвори границите и тие лица би биле во нашата држава, Црвениот крст се подготвен заради тоа што навистина во изминатиот период, заедно со институциите на системот и со колегите од меѓународните организации покажавме дека можеме да бидеме добро организирани. Како што знаат нашите граѓани, во за време на мигрантската криза негде приближно 1 милион луѓе транзитирани во државата, а негде 60 до 65% беа директно асистирани и поддржани од страна на Црвениот крст. Така да ние сме подготвени, едноставно имаме капацитети, имаме научено лекциите за тоа што значи да се даде првична помош. И веќе денеска нашето национално друштво го отвори апелот за поддршка на нашите колеги во Црвениот крст на Украина и за населението кое што е погодено од конфликт. Сакам да кажам дека веќе од денес граѓани може да донираат исто така со користење на телефоните на сите мобилни оператори 143 400, тоа е нашиот број кој што го користиме за ваков вид на поддршка. Значи може да донираат со еден повик 100 денари. Потоа отворени се сметките на Фондот на солидарност, така да можат да бидат вклучени сите корпоративни институции, компании, сите оние кои што сакаат
индивидуално да донираат, а веќе во понеделник ќе оди првичната помош од наша страна како Црвен крст на Република Северна Македонија од нашите фондови 10.000 евра првична помош за Црвениот крст на Украина со цел да им помогнеме заедно со останатите национални друштва, она што значи првична помош и реакција на терен за лицата кои што се наоѓаат во државата и имаат потреба од помош и поддршка. Фала ви многу и покрај сета таа поддршка, дали ќе испратите некоја друга хуманитарна помош, дали ќе има одредени акции? Па вака, значи ние во изминатите кризи секогаш апелираме на тоа дека е многу подобро финансиски да ги поддржиме нашите колеги и лицата на кои што им е потребна помош, бидејќи Украина е доста далеко од нас и таквиот транспорт на материјални добра од тука кон Украина значи дополнителни проблеми, трошоци, каренски процедури. Така да кога сите ние добро би сте организирале и би донирале минимум 100 денари на овој повик што го патува Црвениот крст или на сметката на Фондот за солидарност, сите тие средства ќе бидат уплатени на специјална сметка која што е отворена во Црвениот крст на Украина и на тој начин многу поефектни ќе бидеме во поддршката и многу побрзо ќе можеме да делуваме за да помогнеме за надминување на она што се случува таму и да се подаде една рака на тие луѓе за да можат да се справат со сето она што им се случи од вчера. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Секако ви посакуваме пред се многу успех во работата која што ја работите, а сега во моментот се разбира ќе бидете и најпотребни. Останете со нас на Црвена линија. Сега ве покануваме вас, драги наши почитувани гледачи, на 02-307-6677 да се вклучите па да го кажете и вашиот став во однос на стартот на бегалската криза, дали ни предстои хуманитарна криза и дали Европа според вас има капацитет да се справи со големиот бран на бегалци кој што се најавува и дури цифрите се кои што се спомнуваат се 5 милиони бегалци. Да, а пред да го добиеме нашиот прв гледач, јас сум тука околу технички дел, а сега да ве потсетам како вие нас може ни се вклучите во емисија преку нашите социјални мрежи, Црвена линија Facebook, Црвена линија Instagram и Црвена линија Twitter. Можете во порака, односно меседж, да ни пратите ваше размислување, ваш став околу главната наша тема, но не само таму, ве очекуваме на телефонскиот број 02-307-6677 да задзвоните да ве слушнеме. Па идеме со првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Сакам сега да кажам која протест што е у Скопје. Ало. Да, намалете го тонот на ТВ приемникот. Сметате ли дека ни предстои хуманитарна криза? Сметате ли дека Европа има капацитет да одговори на истата? На Европа треба начисто да се разбере. Сега слушај, јас што ќе ти кажам. Воја протест што у Скопје сега ден. Тие треба да одат на Кајто горе да се качат, а не пред амбасадата на Русија. Да се качат на Кајто и да му одговорат на Кајто там. И тие предавниците наши тука, тие Зоран Иванов, Секако внимавајте и на зборовите да се држиме до пристојноста во искажувањето на ставот, секако да не се потенцира зборови на насилство, така да Црвената линија ќе се вклучи. Она за што зборуваме денес е секако дали престои хуманитарна криза, веќе започна и првиот бран бегалци кој што приемот го најдоа во Полска за почеток, но и еве според вас сметате ли дека Европа има капацитет да се справи со овој нов бран бегалци, чии што бројки ќе бидат најверојатно до 5 милиони? Така, а сега додека го приклучиме нашиот следен гледач, малце се свртиме кон Твитер, имаме од The New York Times, новороденчињата во Днипро, каде се чуваат и како се тоа изгледа. Може накратко да видиме заедно, актуелно и многу популарно во Твитер светот. Така, ова е уште еден доказ дека војната во ниту еден случај не носи добробит, така да најпогодени се оние кои што можеби најмногу им треба помош, а тоа се мајките, жените и секако малите деца. А вклучуваме и следен гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Златното правило.
намалете го тонот на ТВ премникот, односно телевизорот. Не сте исклучени во црвена линија сте. Добар ден. Баш ми е драго што сум во црвена линија. Драго ни нам, кој е вашиот став во однос на престојната бегалска криза? Видете, бегалската криза ни во Македонија не ја пресекоа европјаните. Нема доволно слух за сите работи кои што ќе ги узбуркаат државите. Ова не е само по себе направено, ова е подолга психолошки притисок врз СССР, врз Русија, и мораше таа да одговори. Многу жалам за жртвите и за населението кое таму страда. Меѓутоа, мислам дека дефинитивно се што ќе се даде хуманитарно, добро кажа вашата гостинка дека треба финансиски да оди, така ќе биде попрактично, повременски ќе биде побрзо доставена. Меѓутоа, мора да размислуваме и за нас, за нашето население. Затоа што сето ова што во Европа, тие сакаат да го преместат и на наша територија, исто како што беа бегалците од Афганистан, од Иран, од Ирак и од Африка. Дефинитивно мора да има државата став, програм, кризен штаб ли, што е тоа, како одлучуваат, стварно немаме доволно информации. Еве, кога станува збор за бегалска криза, први се јавуваат како помош земјите кои што се во најблиското соседство до земјата која што е погодена. Така да, еве сега сме во очекување на следен гледач 02-307-6677. Добар ден. Пред да го добиеме нашиот следен гледач, мислам дека е време да пренаминеме со нашиот следен гостин. Ајде. Да. Одеме веднаш со вклучување и исто така големо чест и задоволство бидејќи ќе ја најавиме и госпоѓа Љубинка Брешнарска, која што е во едној подпарол на УНХЦР. Интересно е дека на Инстаграм веќе се огласи високиот комесар на УНХЦР, Филипо, се огласи Анџелина Џоли, така да УНХЦР секогаш кога почнува бегалска криза го има главниот збор. Па и на самиот старт постои ли во моментот хуманитарна криза? Благодарам многу за вклучувањето. Прво би сакала да се обратам и со ваши зборови практично, да ги повторам зборовите што ги кажавте, дека војната во ниту еден случај не носи добробит и дека секогаш патат најранливите. Да. Така што не постојат победници во војна, а факт е дека небројани животи ќе бидат уништени. Хуманитарните последици врз цивилното население ќе бидат навистина разорувачки. Дали ќе се случи хуманитарна криза, искрено ние се надеваме дека нема да се случи, затоа што дури и кога има бегалски движења преку граници и исто така кога има внатрешно раселување внатре во границите на државата, тоа може да се менаџира и може да се спречат поголеми човечки страдања и може да се спречи настанување на една криза. За жал, веќе гледаме известувања за жртви и за луѓе кои што ги напуштаат своите домови. И тоа што е важно е дека животите на цивилите и на цивилната инфраструктура мора да бидат заштитени и да бидат почитувани во секој момент, во согласност со сите меѓународни стандарди на хуманитарното право. Да, а дали Европа има капацитет за прием на бегалците и дали УНХЦР располага со податоци околу последните бројки на бегалци до сега? Ние работиме со властите, со Обединетите нации, другите агенции и со други партнери и во Украина и подготвени сме да обезбедиме хуманитарна помош таму каде што е потребно и таму каде што ние имаме пристап, каде што нашите колеги во Украина имаат пристап и заради тоа и ние апелираме до сите актери да ја гарантираат безбедноста и пристапот за да може хуманитарната помош да се доставува. Ние работиме и со владите не само во Украина, туку работиме и со владите во соседните држави
и бараме од нив да ги задржат границите отворени, што значи да дозволат на луѓето да ги преминат меѓународните граници. И секако подготвени сме да ги поддржиме напорите и внатре во Украина, и надвор да ги поддржиме сите соседи, без разлика дали се членки на Европската Унија или не се членки, бидејќи има и соседи кои што не се членки на Европската Унија, со цел да овозможи подобра реакција, подобар прифат на лицата кои што бегаат од војната и од воените действија и да се спречи дополнително страдање. Според нашите пресметки, извинете, кажавте? Ива, кога зборуваме за пресметки, се очекува барем на почетокот беше спомнато над 1 милион бегалци, а последните информации зборуваат за 5 милиони. Како УНХЦР се подготвува за тоа, бидејќи не е мала бројка? Да, се уште ситуацијата е многу флуидна и се менува од час во час. Веруваме дека некои 100.000 граѓани веќе ги напуштиле своите домови и се раздвижиле внатре, се раселиле внатре во рамките на државата, додека неколку илјади веќе ги преминале меѓународните граници. Од извештаите од молдавската влада дознавме дека минатиот вчера, на 24 февруари, околу 4.000 бегалци легле во Молдавија, веќе ја преминале границата. Но нашите пресметки кои што ги правиме и со цел поефикасно и поефективно да ги планираме нашите операции, нашите ресурси, кажуваат дека и 4 милиона луѓе може воените действија во Украина, доколку ситуацијата да ескалира дополнително. Благодарам. Секако дека повикуваме да се деескалира ситуацијата и секако се надеваме дека тие пресметки и тие сценарија не да се острат и дека мирот повторно ќе помага. Благодарам многу што одвоивте време и вие да ве вклучиме во црвена линија, бидејќи сте вистинските оние со кои што треба да се зборува кога зборуваме за бегалската криза. Се надеваме дека ситуацијата нема да ескалира и нема да има премногу потреба од вас, така кажано на некој начин. Благодарам. Апсолутно, ние живееме за тој момент кога нема да има потреба од нас и од другите агенции на Обединетите нации. Тоа значи дека сите ќе бидат згрижени, ниеден човек нема да биде изоставен, но во моментов сепак работиме и за подготвување и зголемување на нашите операции и во Украина и во соседните држави. Веќе ги зголемивме нашите капацитети, а дополнително ќе ги зголемуваме во следните денови со цел да се излезе на пресвет на барањата. Благодарам уште еднаш и секако останете со црвена линија до крајот на ова издание. А во продолжение подсетуваме дека ве очекуваме вас 0230766777. Па кој е вашиот став јавно да го искажете околу тоа дали предстои голема хуманитарна криза и според вас дали Европа во моментот има и капацитет да се справи со бегалците од Украина? А додека го чекаме нашиот следен гледач на телефонски број 02-307-6677 да ни се вклучи, може малце да посветиме внимание на нашата социјална мрежа на Facebook, црвена линија. Имаме коментар од Никола. Се надевам дека сега многу македонци сватија што значи да си членка на НАТО. Сите да сме заблагодарни што владата на СДСМ што не стави во НАТО, затоа што еве сега во секој момент може да не бомбардира. Некој како Русија, а во тоа во НАТО нема никаква шанса да ти помогне. Тоа беше ставот и мислењето на Никола. Така да, отворени сме да коментирате, шернувате и секако лекнувате и на социјалните мрежи, а на 0230766777 дискутираме околу тоа дали предвидувате вие, ги следите, верувам, сите случувањата во Украина, дали престои голема хуманитарна криза и колку Европа во овој момент е подготвена да се справи со истата. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, ние ве веднаш, кој е вашиот став? Ја мислам, нема потреба такво прашање да поставува дали престои ли хуманитарна криза, таа веќе настана хуманитарна.
Дали ги Има веќе ескалира? хуманитарна криза. Оти десетици илјади бегалци веќе испаѓаат од Украина. А каде ќе одат, ја мислам дека не знае никој. Европа се покажа дека, да искористам еден стар македонски збор, не е мераклија многу да прима бегалци. Тоа го покажа проблемот со бегалската криза од Сирија, од Афганистан, од делеко секаде што минува преку крајната. Освен Германија, која покажа една отприлика добра широчина човечка, и Италија, другите никој не сака. Тотално буржуазско однесување. Исто ќе биде и со украинците, слушате ме добро. Украинците се оставени на цедило од секој еден можен аспект. И од аспект на помош, и од аспект на прифаќање на бегалци, и од се. Украинците тоа требаше да го знаат дека со кој си имаат работа. Кој видел аир од америчка чизма? Гледайте ме со држави уназад 10-15 години се уништени од Америка. Не ги фалам русите. Меѓутоа, украинците требаше да знаат, сега му текна на господинот Зеленски, дека со кој има работа, дека никој не му помагале. И што ќе правиме со бегалците? Ќе правите да знаете дека Европа нема благонаклонно да гледа на бегалска. Благодарам, го цениме вашето мислење што се вклучивте во Црвена линија и уште едно подсетување, внимавајте на тајмерот кој што го објавуваме 90 секунди. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Кој е вашиот став? Па мислам дека Русија во право. Добро, зошто? Зошто? Па кога ја бомбардира Србија, никој од членките на НАТО не интервенираше. Тога ние кога гиневме во Србија, никој не, сега сите, па Америка најголем во цел свет направи злочин. Вие дали сте свесни, не сте свесни. А во однос на бегалската криза која што зема замав, сметате ли дека Европа има капацитет да се справи? Европа не е интересирана за никога. Ни за нас, за никога. Гледаше нас само името го сменило, ништо. Како 2001 што направија војна што џабе гинува за Македонија, исто така и сега ќе направи. Само со Русија, со никој друг. Идемо спас за нас. Јас знам 2001 што прави американците со нас и никош тие не треба да бидат во Македонија. Да, дали мислите целава ситуација со бегалците дека ќе ескалира? Не, ова ќе се заврши за 10 дена. Така имате уште 11 секунди? Да, 10 дена, толку. Виж, никој не се меша, никој. Ова не е Србија и Македонија, да игра со Русија што сака. Ова е Русија и она ќе... Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да. Во Црвена линија сте. Да, добро, благодарам. Повелете, кој е вашиот став? Ве слушаме потполно. Мојот став е дека вака, дека нема да предстои хуманитарна криза, бидејќи и овие што отидоа сега преку границата, што отидоа во Поljска или каде отидоа, дека за кратко време ќе се вратат, бидејќи да се надеваме и да се молиме на Бога да се договорат овие Зеленски и Путин. Вака ситуацијата не е општа добра, затоа што тие се исти народ и тоа е многу лошо исти народ да пука на исти народ. Народот не е крив е овие горе што се во врвот. Путин сака гаранции дека Украина нема да стане членка на НАТО и дека нема да се наоружува. Може би искрено, може би не е. Тие одлучуваат за својата држава, меѓутоа сега ситуацијата е таква како што е. Лично јас би сакал сето тоа што побрзо да се заврши и сите да се вратат дома во своите и на своите работни места. Да нема жртви, да нема убивања и да нема страдање. Посакувам тоа да се случи. Ви посакувам на вас убав ден и на сите гледачи. Благодарам многу и секако посакуваме да останете до крај со Црвена линија и секако со програмата на Телма телевизија. Имаме и нешто ново на социјалните мрежи. Нова порака на Facebook од Михел, која гласи: Македонија треба да пази кои се тие што ги прими. Да смее да е гостопримлива, ама и малку предпазлива.
Ова е коментарот од Михаил, а сега веќе ја вклучуваме и следен гледач. Добар ден. На 02-307-6677. Добар ден, дали се слушаме? Македонија треба да биде предпазлива кого прима, како прима. Да. Меѓутоа и Европска унија треба да биде предпазлива со нивните членови и тие што се кандидати за членство. Затоа што, еве сега овие 2 дена, гледаме криза во Украина, напад на Русија врз Украина, се врши геноцид и ред други работи. Не оправдувам оваа криза што се деси сега во Украина, меѓутоа никој не вели за нас во Македонија каква криза ни се дешава. Затоа што ние немаме никаков директен атак од надворешна страна, како агресија сега што направи Русија врз Украина, меѓутоа имаме ние друга криза во Македонија. Дали некој од политичариве наши гледа дека геноцид се врши и врз нас македонците од страна на бугарите? И на каков начин? Дали овие ќе може направи да... агресија директно со војна, Так. а овие бугариве нас, извинете, не ме прекинувајте. Темата. А овие нас ти прават агресија на друг начин. Малци беа претходните војни што ги изгубија, ќе изгубат и оваја. Фала многу пријатно. Добро, сакавме да слушаме секако од вас дали Европа според вас има и капацитет додека ескалира бегалската криза и еве како напомена би сакале секое вклучување секако да го слушаме ставот конкретно за темата за која што зборуваме во црвена линија. Така, идеме сега со нашиот следен гледач. Добар ден. Ало, Да? Добар ден. Црвена линија, повелете. ало, Во програма сте црвена линија. тука Намале... јас сум од Струмичко едно село тука. Така, повелете. Во емисија сте? Намалете го тонот на ТВ приемникот и еве Само престои... да намалам телевизорот. Така, докрај. Времето се Тоа е тече. што се дешава сега таму во Украина. Тоа е чисто америчко лајно, да не се изразам така. Не се Без изразувајте да навреди. не Многу се нервоза. вклучи црвената линија. Тие американци дека племат сегде рушат. Јас сум срчен болесник, бобрзи немам, одам на дилиза преку ден, 4 ради имам такво нега и не ми ги скинаат, значи, па ga продолжие. Нека дојдат луѓе со тие што се багалци и ќе ми дадам да јадат тепчен. Ќе ги праберам дека јас пием и они, јас ќе јадам и они ќе јадат. Сметате ли дека Европа има Јас имам капацитет? клучина таму во Германија, исплашени. Ве слушам. Извинувајте што се изразам така за тие американци, тие се никакви, тие се западнаци, се никаков народ, тие педери. Без навреме, ве молам, нема потреба такви зборови. Така, да не се вклучува црвената линија, ве молам говорот во рамки на пристојни зборови, секако не алудирање на насилство. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Причекамо ше малку. Добар ден, дали имаме Дали нов се гледач? слушаме? Еве, јас сум на линија. Вие Вие сте? сте, продолжете, хајде. Да. Добар ден. Добар ден, слушаме. дали Европа има капацитет да се справи со нова бегалска криза? Ни предстои ли хуманитарна криза? Кој е вашиот став? Абе, ќе ме вклучите ли во црвената линија? Ма веќе сте во црвена линија. Вклучени сте веќе. Абе, друг зборува, не зборувам јас. Зборувате вие. Со мај... со- Добро. Ајде, нека ми потврдат дека ме слушаат. Ајде. Доволно е да видите и ве, може вака да направиме. Вие Да, сте со вас сила збориме. од секундите. Кажете го вашиот став. Ама не став, јас сакам да една минута време да објаснам некои работи, мајка му стара. Имате 90 секунди како и секој гледач. Повелете. Ајде. Ало, Вклучени сте во живо и да. Павле Чекоровски од Кавадарци. Поздрав во Голем Кавадарци. поздрав. Да. Добро. Кога демократите во Америка се на власт, секогаш прават војни во светот. Хари Труман, како демократ, фрли 2 атомски бомби во Јапонија. После Бил Клинтон дојде на власт
го дели Косово, а на тепа Србија. Што сака сега НАТО или Америка во дворот на Русија? Украина, кој знае колку години е руска. Да, дали Европа има капацитет за бегалците од Украина? Што мислите за тоа? Не би требало да има Европа можност, нека остават Русија со Украина да се договорат. Така. Времето ви истече? Времето истече, а сега доаѓа време за реклами. Останете со нас. Во црвена линија повторно вклучуваме гледач, зборуваме за тоа престои ли хуманитарна криза и колку Европа е подготвена да се справи со истата. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ала? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Малце намали го тонот. Ете така. Ве слушаме јасно и гласно. Продолжете, повелете. Добар, вака да ви кажам. Гледачка од Скопје на телефон. Поздрав. Ама стварно намалете го тонот, дека се слушаме. Само малце. Прашањето ви е дали Европа има капацитет за бегалците од Украина, така? Така. Нема капацитет според нас. Зошто така мислите? Зошто така мислиме? Затоа што на сите ни е јасно што прават американците, така? Продолжете, Ве продолжете. слушаме. Така да ние сме од страна на Путин, си го поддржуваме Путин. Дали ја поддржувате војната како начин за дипломатски односи, решавање спорови? Како дали ја поддржувам? Војната како алатка за решавање на спорови. Не, во никој случај. Така, сметате ли дека ќе има поголема ескалирана хуманитарна криза? Во никој случај не поддржувам ни една војна, не се решава со војна. Значи, ништо. Меѓутоа, сакам да кажам само дали е народот нормален и свесен брат на брат да пука и дали се украинците нормални да им дават предност на американците. Така и времето истекува. И за жал помина. Помина времето. Благодарам што го споделивте вашето мислење со црвена линија. Време е за анкета, Тео. Така, време е за крајните резултати на нашата анкета на нашите социјални мрежи Инстаграм и Телма телевизија, црвена линија, која гласеше: дали Македонија треба да прими бегалци од Украина? 62% да, 38% не. Тие се крајните резултати за денешната емисија. А во ова кусо време ќе подсетиме телефонскиот број на Црвениот крст за донации и помош е 143400. И тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Останете со програмата на Телма телевизија. И секако имајте убав викенд. Довидување. Чао, чао.